благодарам. Господине Сукаревски, дали некој ветувал претходно или не, воопшто не е битно сега, затоа што сега сте вие министер за транспорт и врски и вие сте тие кои што ветувате пред граѓаните. Имено пред граѓаните на два пати сега ги оставив интервјуата ваши на место, изјавувате дека нема никакви проблеми и дека ќе биде реализиран овој проект во предвидениот рок. Проблемите кои што ги наведовте, експроприацији, археолошки наоѓањашта. Господине Сукаревски, значи имате многу долго политичко искуство и не би требало да речете дека тоа се проблеми. Тоа се тековни работи кои што се случуваат при реализација на еден проект. При реализација на еден магистрален пат, ние се соочуваме со такви проблеми. При реализација на еден локален проект, ние се соочуваме со такви проблеми. И тие се проблеми кои што се решаваат со ВОД. Вакви проблеми владата на ВМРО имаше еден куп, па никој не разбравте за тие проблеми. Се решава ОВОД затоа што ние не ги сметаме дека се проблеми. Тоа што е нешто со кое што се среќаваме секојдневно, така да експроприација, археолошки наоѓалишта не е проблем. Во секој случај, јас како човек прво кој што потекнува од Прилепа и вие сте прилепчанец, искрено ве замолувам да се заложите за реализација на овој проект, затоа што граѓаните кои што живееме и доаѓаме сите од Пелагониски регион, со нетрпение ја очекуваме оваа реализација на овој проект, затоа што е исклучително потребна. Не само за граѓаните, туку и за развој на економијата, особено во нашиот регион на државата од каде што ние доаѓаме и живееме. Ве замолувам за ваша максимална ангажираност, затоа што вие сте сега на позиција, потекнувате од Прилеп и направете овој пат да се реализира, останете запаметен кај граѓаните и од Прилеп и од околината. Немам дополнително прашање. Благодарам.